Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Збогум Буково реализира информативни денови за примерна селекција на отпад. На Охридското крајбрежје недостигаат современи хотели. Општина Охрид во соработка со Бисер Импорт доделува ваучери за велосипеди за млади до 29 години. Утре ќе се одржи општинскиот натпревар по прва помош. Се заострува трговската војна меѓу САД и Кина. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 13 степени Целзиусови. Во сабота во западна и југозападна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во крајните југоисточни предели, а во крајните североисточни предели се очекуваат врнежи од снег. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно стабилно и свежо време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и потопло време со сончеви периоди. Во источните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 22 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло. Во попладневните и во вечерните часови постојат услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 20 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе имаме ветровито и потопло време. Во попладневните часови услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во недела по студено утро со температура од 1 степен. Во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 16 степени Целзиусови. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди и со дневна температура до 17 степени. Во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец со поддршка на Министерството за животна средина започнаа со процес на воведување задолжителна примарна селекција на отпадот, што го продуцираат домаќинствата. Селекцијата на отпад е предвидена со планот за управување со отпад, кој предвидува изградба на регионална депонија. Деновиве, активисти на Збогум Буково се меѓу граѓаните од населените места, каде беа доделени садови за селекција на отпад, со цел да дознаат како им оди селектирањето, како и нивното информирање за придобивките од тоа. Групацијата на еколошки здруженија Збогум Буково работи на едукација на граѓаните за планот за управување со отпад, процесите и активностите кои треба да се спроведат за отпадот да се третира согласно стандарди, а регионот конечно да се ослободи од дивите депонии кои ја загадуваат животната средина и негативно влијаат врз здравјето на населението. Збогум Буково започна со така наречени информативни денови. Една од акциите со кои што се обидуваме да ги информираме граѓаните и да ја подигнеме свеста за еколошките проблеми, за ризиците што ги носат ѓубриштата и за потребата да се имплементира планот за управување со отпад. Проектот за воспоставување систем за управување со отпадот во југозападен и пелагониски регион со изградба на регионална депонија опфаќа и воведување задолжителна примарна селекција на отпадот што го продуцираат домаќинствата. Во моментов, бидејќи не постои
систем за управување со отпад, најважниот момент, најважната поента зашто мораме да го селектираме отпадот е да не завршува на буково. Пластиката која што нема да ја селектираме, која што нема да ја ставиме во жолтата канта, ќе заврши на буково, каде што ќе биде запалена, веројатно, и ќе ни се врати како отровен чад. Јавното предпријатие Охридски комуналец веќе започна со делење на бесплатни садови за селекција на пластика, хартија и стакло. Меѓу првите во Охрид вакви садови добија жителите на булевар Железничка. Активистите на Збогум Буково деновиве се на терен меѓу граѓаните со цел да дознаат како им оди со селектирањето, како и нивно информирање за придобивките од тоа. Имавме некои разговори со луѓе од оваа локација, овој регион. Отприлика се задоволни дека нешто се почнува се работи и во нашиот град. Повеќето граѓани овде се запознаени и имаат добиено канти. Сите разбираат зашто е важно да се селектира отпад. Научија дека дополнително некои категории можат да се селектираат во кантите и оно што најмногу ги загрижува е достапноста до информација кога и како ќе минуваат тие камиони кои што ќе го собираат отпадот. Делењето на садови за селекција на отпад ќе продолжи во другите населби. Процесот треба да води кон подготовка на општините, комуналното предпријатие и граѓаните за промена на практиките и усвојување на одржливо управување со отпадот. Според активистите од Збогум Буково, навиките на луѓето не се менуваат лесно и неопходни ќе бидат разни методи на едукација и мотивација. Нема ова да е така брзо да се она целта што сакаме да постигне, ќе треба повеќе време. Ке треба по кампањи од самото предпријатие Охридски комуналец, не е доволно само од наша страна, ке треба почесто да се прават тие посети на луѓево со кампањи, со едукации, со преку јавни медиуми, настапи, да се луѓево на ова навикнат. Кој тип на мотивација ќе се користи, се уште не знаеме конкретно. Ќе има големи промени во однос на, да кажеме, сметките кои што ќе се плаќаат на Охридски комуналец во нашата општина. Предпоставувам дека доколку не си го селектирате отпадот, ќе плаќате поголема сметка затоа што тие ќе трошат повеќе ресурси вашиот отпад да го дополнително селектираат во трансферната станица, да кажеме, или да го одлагаат. Жолтите и сините садови за селектирање на отпад се донација од Министерството за животна средина и просторно планирање и досега се поделени на домаќинства на улиците Будва, Винковачка, Прилепска, Железничка, Крали Марко и 8 март. Министерството за животна средина во соработка со општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец изготви промотивни едукативни видеа за заштита на животната средина и начинот на селектирање и рециклирање на комунален отпад. Општина Охрид во соработка со Бисер Импорт доделува 575 ваучери за велосипеди за млади до 29 години. Проектот го имплементира Младински центар и локален младински совет од Охрид. Апликантот мора да биде жител на општина Охрид и да не биде постар од 29 години. Секој може да добие само еден ваучер, а за малолетни лица апликацијата ја пополнува родител или старател. Апликациите се разгледуваат по принципот прв дојден, прв услужен. Пријавувањето трае до 1 мај 2025 година или до доделувањето на сите 575 ваучери. Ваучерите ќе се подигнат лично во Бисер Импорт на улица Егејска во Охрид, со приложување документ за лична идентификација, информираат од општина Охрид. Потребно е стимулирање на изградба на хотелски капацитети. На Охридското крајбрежје недостигаат современи хотели. На Охридското крајбрежје недостигаат современи хотели, наместо згради за колективно домување кои никнуваат на секој чекор. Потребно е стимулирање на туристичките капацитети, а за тоа се потребни измени во законот за градење, велат од хотелската асоциација Хотам. Потребно е и менување на некои закони во за изградба на нови хотели, значи хотелите не треба да бидат исти со законите на останатите стамбени објекти. Некои луксузни и модерни хотели може да каже и дека немаме на Охридско-Струшкава ривиера, како би привлекле повисока категорија на гости, за кои сите ги посакуваме, нели?
кај се повисоката категорија и со тоа можда би се задоволиле некои поголеми побарувања и повисоки барања на тие туроператори кои доаѓаат тука. Значи секако и треба нон-стоп да се инвестира во самите хотели, тие што се, а и нови објекти. Спомнуваме дека една дестинација која има повеќе од 10.000 соби, кои би придонесле и би се рачунал некои од сите категории на туризмот би имале понуди. Потребни се и измени по условите за субвенции, особено сега, откако два туроператори, Rainbow и Corendon, ги откажаа летовите за Охрид. Бројот на туристи ќе се зголеми, но добро беше што имавме, ево да спомнеме, нели не е само Rainbow, него исто така и Corendon. Оваа година конечно нема да лета, од 2010 лета до минатата година и оваа година нели ги откажува чартер летовите. Не може, анализата не е направена точно зошто е. Има некои сознанија дека имаат промени и во самата компанија но како и да е, нели, летовите нема да се одвиваат и затоа се останати само ТУИ, нели, ТУИ продолжува со летовите. Резервациите се од прилика на исто ниво што биле претходни години за ТУИ, така да бројчано ќе се намалат и се намалени, тоа може да се види по самите субвенции кои се исплаќаат и треба размислување за како тие субвенции поново треба да се делат. Расположливите хотелски капацитети по екот на туристичката сезона се потполно исполнети и до 90%. Правилното укажување прва помош значи спасување човечки живот. Во сабота во Охрид ќе се одржи општинскиот надпревар по прва помош. Во рамки на своите активности и јавни овластувања во делот на првата помош, Црвен крст Охрид на 12 април, сабота, во периодот од 9 до 15 часот, под мотото Првата помош спасува животи, ќе го организира традиционалниот 51 поред општински надпревар по прва помош. На надпреварот, стекнатите знаења и техники за укажување на прва помош ќе ги покажат повеќе од 200 ученици надпреварувачи од основните и средните училишта од Охрид и Дебарца, организирани во екипи во категорија подмладок и категорија младина. И оваа година на општинскиот надпревар по прва помош ќе се применуваат критериуми и стандарди кои се спроведуваат при одржување на европските надпревари по прва помош. Во таа насока надпреварувачите, но и посетителите на овој настан на повеќе пунктови низ Охрид, почнувајќи од плоштадот Свети Климент Охридски, на платото пред градската библиотека, по градскиот кеј, ќе бидат сведоци на симулирани случаи на несреќи, изведени од членовите на актерските групи на Црвен крст Охрид, како и реалистички приказ на повреди, подготвени од посебно обучени шминкери за повреди на Црвен крст Охрид. За регуларност и оценувањето на надпреварувачите ќе се грижат 22 судии за прва помош на Црвен крст Охрид, информираат од општинската организација на Црвениот крст. Се одржа регионалниот надпревар млади библиотекари. 16 ученици од 7 основни училишта од Охрид и Дебарца учествуваа на регионалниот надпревар млади библиотекари, кој денес се одржа во Националната установа библиотека Григор Прличев. Надпреварувачите претходно подготвениот текст го одговараа во текот на 1 час и се потпишаа со шифра. Комисија од библиотеката ќе ги прегледа прашалниците и на посебен настан ќе го прогласи победникот. Тој ќе се стекне со право на учество на 24-тиот републички надпревар млади библиотекари, кој е во организација на Библиотекарското здружение на Македонија. Годинава ќе се одржи на 7 мај во библиотеката во Кичево, информираат од Охридската библиотека. Македонскиот поет Славе Ѓорѓодимовски и српската поетеса Радмила Лазиќ се годинешните добитници на наградата Книжевен жезол на Друштвото на писатели на Македонија. Оваа традиционална награда за животен опуст, најголемата што ја доделува друштвото, се состои од статуетка и од плакета, а на добитниците ќе им биде врачена на манифестацијата Празник на липите, кој ќе се одржи на 13 и 14 јуни во Скопје. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Имајте пријатен ден.